Добар ден, Македонија. Започнуваме со листа за 300, затоа удобно сместете се во вашето милено место и да започнеме со денешното издание. Секако прво ќе започнеме со запознавање на денешните надпреварувачки парови. Прво, ќе ги повикам да ми се придружат оние кои што веќе добро ги познаваме, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Да ги поздравиме. Гоце и Добривој, повелете. Добар ден. Како сте? Добро. Како сте? Добри ли сте? Добри. После минатата партија, кај што ми лапнавте 300 евра. Името ми е добро, морам да бидам. Можеш да бидеш добро, така? Морам. Или одлично? Добро, одлично, добро морам да бидам. Така, Гоце ти? Добар сум. Да. Расположен денеска за игра? Ќе видиме. Ќе видиме. Да се надевам. Така, денеска како домакини? Така. Полесно е. Полесно е. Се надам. Ќе видиме, да. Кој ќе помени се еднаш барем... Знаеш како... Те има ли разлика стварно од минатиот пат до сега? Полесно е вака кој ќе... Или исто ти е, те ви минат. Не, апсолутно. Кажи, тотално исто, се едно. Супер. Да не сакате да поздравите некого, нешто да додадете? Не. Тоа е тоа. Фамилијата да ја поздравиме. Децата. Во живо ги поздравувам, така да. Во живо ги поздравуваш, нема проблем. Добро. Ништо, тоа со среќа во продолжение, да не ви дефокусирам. Понатаму, повелете, ваша е домакинската кабина, повелете домакини. Благодарам. А сега, да ги запознаеме и оние кои што ќе им прават друштво од спротивната страна, односно денешните предизвикувачи. А тоа се Ѓоко и Никола. Повелете. Ѓоко, здраво. Повелете, може и чекорче понаваму, ништо нема да ви направам. Како сте? Одлично, спремни за борба. Спремни за борба. Вашите противници минатиот пат ми земаат 300 евра. Денеска ви имате шанса да ми ги поматите сметките. Ќе пробаме. Ке пробате. Нема попуштање, така? Ајде на брзинка да ги освежиме нашите гледачи, кои сте, како сте, од каде ни доаѓате? Ѓоко Ристовски, доаѓаме од Скопје, поточно од Водно. Од Водно. Татко и син, решивме денес сите пари да ги собереме. Така, готово, супер. Ме радува, одлично. Значи со намера да ме оставите денеска банкрот. Така е. Така е планот. Во ред? И забава нормално. Така, во тоа па забава, ако ми ги земете сите пари, забавно ќе ви биде на вас. А мене? Ќе видиме. Супер. Да не сакате да додадете нешто? Па да ги поздравиме семејството, пријателите и гледачите на сите телевизија. Фала ти. И јас ги поздравам сите гледачи, посебно поздрав до внуката Анастасија, зашто таа е поголема, ќе не гледа. Така, поздрав до Анастасија и од мене. Со среќа нека има во продолжение. Ајде да видиме баш што ќе направат Анастасија. Да. Ѓоко Никола, со среќа, како што реков, почувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигне. Ајде, да. Повелете. Гоце и Добривој, односно Ѓоко и Никола се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали функционираат онака како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Ѓоко и Никола, дали се слушаме? Да. Аз слушам. Знаете, ако имаме некаков проблем во продолжение, ќе ви кажете, ако нешто не е јасно, ќе ме прашате, договорено? Важи. Уште една со среќа, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Гоце, Добривој, дали се слушаме? Да. Се во ред. Се е во ред, нема никакви пречки. Супер. Домакини, може да почнеме? Може. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Па, да започнеме со денешното издание на листа за 300. Започнуваме како и секогаш со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Машки имиња кои содржат 3 самогласки. Бараме машки имиња кои содржат точно 3 самогласки и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 мина наши жители. Гоце и Добривој, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Ѓоко и Никола, дали не е јасна Да. темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска тоа се Ѓоко и Никола, затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Ѓоко и Никола, која ќе имате понуда, споделете со нас. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8.
9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25. нека одговарат. Да одговараат. Ајде да видиме. Баравме значи машки имиња кои содржат точно 3 самогласки. Ѓоко и Никола, бидете внимателни, како што реков. 3 самогласки точно. Ниту помалку, ниту повеќе. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Не може поише? Не може. Точно 3. Никола, Никола. Така е, прв точен одговор. Николај, Николај. Така е. Благојче, Благојче. Благоја, Точно, Благојан. Така е. Божидар, Божидар. Така е. Ѓоргија, Ѓоргија. Така е, точен одговор Ѓоргија. Алексо, Алексо. Така е. Драганчо, Драганчо. Така е. Томислав, Томислав. Точен одговор. Љубомир, Љубомир. Така е. Мирољуб, Мирољуб. Точно. Мирослав, Мирослав. Така е. Маријан, Маријан. Така е. Маријан без Ј, Мариан. Леле, Маријан. Тенко, ама доволно за да биде точен одговор, 16 само. Ту, па и многу се. Да, кажи појша што треба. Тама работа, живи здрави да сте сите. Даријан, Даријан, Даријан. Така е. Стефанчо, Стефанчо. Така е. Стојанчо, Стојанчо. Точен одговор. Горанчо го кажа. не, Горанчо, Горанчо. Така е. Зоранчо, Зоранчо. Зоранчо. Брат му на Горанчо.
Така е. Илија. Илија. Така е. Уште 5. Ајде. Жива Дин. Жива Дин. Чај, не. Има да се... Почни Илија. Борислав. 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 Така е. Владимир. Владимир. Така е. Перица. Перица. Уште две. Чекај да видиме сега Перица. Така е. Наумче. Наумче. Така и Наумче и Андреа. Андреа. Поздрав до Андреа, другар ми, Блажо, кој што си го викаме на Галено. Целиот Блажо го викаме, Блажо. Ја пред некое време дознам, викам, а не си викам ја Блажо бе Марче, вика, како бе другар? Андреа се викам, како бе Андреа, викам, чекај Блажо, а па така на Галено се, викам, добро. И со Андреа 25 точни одговори на машки имиња кои што содржат точно 3 самогласки. Браво за Ѓоко и Никола. Првиот поен оди кај вас, но да не се опуштаме премногу, знаете дека имаме уште една лицитација, бидете внимателни, но честитки, браво. Гоци Добривој, можеме уште малце да им нададеме за да ги фатиме на кондиција, но тоа беше. Тоа Има може уште бар 10 уште би кажал надвор да. Да, има доста, ги имам повеќе од 100 дури тука регистрирано. Сега веќе прочитам дел од нив. Похрабро во продолжение, ништо не е готово како што Александар, рековме. неговиот методија до сите. Тоа е. Ке биде, сега имате шанса да го поправите резултатот со втората лицитација, само храбро. Ке прочитам сега дел од оние машки имиња кои што не ги кажа моите надпреварувачи, нема потреба, ете, тука ги имаме Адриан, Алексеј, Амдија, потоа Анастас, Апостол, Арсений, Бериша, Богатин, Богослав, потоа Будимир, Валентин, Велибор, Виселин, Владислав, Владица, Властимир, Габриел, Гаврило, Георги, кажавме, мислам, Груица, Далибор, Данило, Добрило, Добривој, Драгиша, потоа Миленко, Матија, Маринко, Михајло, Момчило, Тихомир, Тодорче, Христијан, Чедомир и така натаму. Ги имам многу. Повеќе од 100, како што реков, барем тука ги имам забележано. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање или пак втората лицитација, како сагате. Онај кој што ќе одлучи кој од овие надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена и ќе се бори за парична награда. Зато, да не должам многу, темата за втората лицитација гласи: парични единици од цел свет. Извор: сајтот Држави во светот. Бараме важечки валути во било која суверена призната држава од целиот свет. Бидејќи некои валути имаат исто име во различни држави, морате да го кажете и името на државата. Например, ако имаше кекеве денар и во некоја друга држава, ќе мораше да кажете и македонски денар. Во овој случај не морате. Тоа е. Гоци Добривој, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Ѓоко и Никола, дали не е јасна темата? Да. Супер. Драги гледачи, знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Гоце и Добривој. Ќе ве само да исклучиме кабината на предизвикувачите, а Гоце и Добривој, кога ќе имате понуда, кажете. 5. Започнуваме со 5. 8. 8. 10, 10. 11. 11. 12, 12. 13. 13. 14, 14. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 18, 18. 19. 19. 20, 20. 21. 21. 22,
22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. Едно повеќе, 26. Нека одговараат. Да одговараат. Гоци Добривој, имаме 26 празни полиња, малтене, како и вие ништо им оставивте во минатата игра да одговараат. Но со таа разлика, што сега темата е парични единици од цел свет. Како што реков, внимавајте, нели некои држави имаат иста валута, ќе мора да го кажеме и името на државата. Со среќа во продолжение, кога сакате започнете? Македонски денар. Македонски денар или денар, како што рековме. Македонски денар, прв точен одговор. Српски динар. Српски динар. Така е. Лев. Лев. Така е. Рубля. Рубља. Така. Така е. Лира турска. Турска лира. Така е. Амерички долар. Амерички долар. Така е. Канадски долар. Канадски долар. Така е. Австралиски долар. Австралиски долар. Осми точен одговор. Швајцарски франк. Швајцарски франк. Така е. Имаме фунта. Фунта. Британска фунта, нормално. Британска фунта. Така е. 10 одговори имаме до сега точни. Уште 16 ни требат. Јен. Јапонски јен. Јапонски јен. Така е. Кинески јуан. Кинески јуан. Така е. Шведска круна. Шведска круна. Така е. И норвешка круна. Норвешка круна. Така е. Колумбиски пезос. Колумбиски пезос. Така е. Кувајтски динар. Кувајтски динар. Точно. Ирански динар. Така е. Дирхам. Дирхам. Така е. Аргентински пезос.
Аргентински пезос. Така е. Реал. Реал. Така е. Форинт. Маđarski. Така. Чекай да најдеме. Унгарска форинта. Така е. Албански лек. Албански лек. Така е. Уште 4. Романска леја. Романска леја. Леј. Романски леј. Така е. Дали го кажав новозеландски долар? Новозеландски долар. Да. Така е. Уште 2. Најтешки се овие двете. Најтешки се ми кажи на крај, така е. Се сложувам со тебе. Овие двете и претходниот пат ми беа најтешки и сега најтешки ми се. Никако да куртули. Чекај, никако да куртулам. Бразилски пезос. Како? Бразилски пезос. Бразилски пезос. Мислам дека беше во Бразил пезос, ама не сум сигурен. Можно и да сгрешим. О, зашто се брзавте? Гот, имавте уште време за размислување, можевме малце да провериме. Преска кажавме, нели? Колумбиски ми избега. Тоа е. Да, кажавме Реал. Да. Реал, бразилски. Бразилскиот Реал, знам. Да. И зашто сега што не натера? Државите. Колумбиски, после ми текна одма, колумбискиот е пезос. Бразилски Леле, а кажано, супер бевте, Гоце и добре. Одлично. Искрено ми изненадите. Мислев дека ќе заглавиме некаде на 10-тото, нели направивте мала пауза и викаме и заглавивме се. И после продолживме да ги редиме за Тоа е се. здрави. А толку се понадевав искрено дека пенали ќе играме. Викаме ете. Тоа е здрави. Таман ќе се наредат работите кој што треба Здравје. пеналите да одлучат. Здравје, Гоце, така ми се допаѓа што вака ги сваќаш работите. Секако вратите на листа за 300 секоја се отворени за вас. Супер надпреварувачи бевте, штета што денеска ете не стигнавме барем на пенали. Пеналите да одлучат кој од овие, кој од вас двајца ќе застане тука до мене, но А сега тоа би е ги шта. кажал уште две, ама не е Да, готово. уште кои две би ги кажал сега? Прети колумбиски пезос е сигурно Така, добро. и мислам дека и во Чиле е пезосот, ама е. Иво, чекај, ќе проверам одма да видам и Чиле дали е пезос. Така е.
Ете ги, штета гот. Тоа е што е во некоја следна прилика, ќе имаме шанса да го поправиме целиот овој резултат и сепак не си одиме со празни раце од учеството во листа за 300. Минатиот пат ја освоивте она максимална парична награда од 300 евра. Со среќа да си ги користите тие пари и секако повеќе среќа наредниот пат кога ќе дојдете во листа за 300. Ѓоко и Никола, честитки до вас. Одлично одиграно, одговоривте тоа што требаше, потоа ете и направивте проблем и на вашите надпреварувачи, самите си погреши, ете самите се лизна. А јас искрено пак ќе кажам, таман се понадевав дека пенали ќе играме. И ние мислевме дека ќе И вие се спремавте веќе за пеналите. Побаво ќе беше. Да, ќе беше поинтересно јавност. Ама сега. тоа е што е. Се уживете си и вие го Да, победат, сега. тоа е. Ќе ве повикам за кратко да ми се придружите и да видиме колкава парична награда ќе освоите. Допред да го сторам истото, драги гледачи, да прочитам уште неколку парични единици од цел свет. Тука имаме азербејџански манат, пота алжирски динар, анголска кванза, бангладешка така, барбадоски долар, потоа барам некои поинтересни се извинам, аки имиња боливијски боливијано, потоа конвертибилна марка, знаете, Босна и Херцеговина, босванска пула, потоа бурундиски франк, бутански нгултрум, се извинувам, вануатски вату, виетнамски донг, гамбиски даласи, гански седи, гватемалски кецал и така натаму. Има доста интересни валути кои што ја за прв пат ги се сретнам со нив. Сега, денеска. А сега, драги гледачи, ќе ги повикам Ѓоко и Никола да ми се придружат тука на главната сцена и да видиме дали и колкава парична награда ќе освојат. Затоа, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Ѓоко и Никола дефинитивно не лажеа кога рекоа дека се дојдени со намера да ми ги земат сите пари. И еве ги, на местото каде што се земаат парите во листа за 300. Ѓоко и Никола, се надевам дека сте спремни, јас сум подготвен, имам темата тука, но пред да ви ја соопштам, нели, на брзинка да се потсетиме како стојат работите со нашата листа. 15 празни полиња, кои што треба да ги спишеме со точни одговори, доколку сакаме да освоиме максималната сума. Во меѓувреме, за ваши 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменувате со парична награда од 300 евра. Се расправаме за пари, ја гледам јас. Ѓоко Никола, има многу интересна тема. Се надевам дека ќе успеете да ми ги дадете максималните 15 точни одговори. Слушајте и ви убаво, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема. Најголеми држави според број на жители. Извор, сајтот на Worldmeter. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации во наша транскрипција, кои имаат најмалку 40 милиони жители. Вкупно, вакви држави во светот моментално имаат 38. Кога ќе бидете подготвени, да почнете. Македонија. Кина. Кога? Кина, малечката Кина. Индија. Така е, точен одговор. Индија. Индија. Едно време Кина беше најбројна, нели, најнаселена земја, сега Индија е дефинитивно на првото место. Точен одговор. Јапонија. Јапонија. Јапонија само у Токио има 40 милиони. Така да. Точен одговор, 50 евра се ваши. Соединети американски држави. Продолжуваме понатаму. Да. Не се консултираме, знаеме. Така рече. Соединетите американски држави. Така е, на трето место точен одговор. Мексико. 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 Така е, точен одговор. И за 100 евра Турција. Турција. Турција колку? Околу 80 милиони. 70 и нешто, така, 80. Што значи точен одговор? 100 евра се моментално ваши честитки. Внимателно сега да не ги изгубиме. Германија. Продолжуваме, значи. Франција. Велика Да. Британија. Чекај да ви ме извини, Германија, така. Германија седми точен одговор. Потоа Франција. Франција, Бразил. Русија. Пакистан. Франција 8 точен и за 150 евра кој ќе биде? Велика Британија. Велика Британија. Значи Обединето кралство, ајде така ќе го
Бајраме. И за 150 евра, Кјуто успев да го најдам. Обединето кралство, 9 точен одговор. Честитки. Што правиме се понатаму? Продолжуваме. Продолжуваме. Пакистан. Пакистан. Така е, точен одговор. Русија. Русија, иначе Пакистан на 5-то место се наоѓа. По населеност. Австралија. Не. И Русија 11-ти. Точен одговор. Италија. 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 Бразил, Шпанија и Италија. Ете, Италија за 200 евра. Точен одговор. Бразил, Шпанија. И уште 3 се не останува. Ирак, Иран. Не. Иран. Индонезија. 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 Четврта по населеност, според World Meter. Што значи 13 точен одговор. Бразил. Бразил. Бразил на 7-то место на оваа листа. Чекај, постави. 14 точен одговор за Ѓоко и Никола. И кој ќе биде 15-тиот? Шпанија. Има сигурно. Шпанија. Ајде, Шпанија нека биде. Така може Италија да има така. Би требало и Шпанија. За 200 врајте да видиме точно, не точно. Што мислите? Точно или не точно? Италија што по си некоја го логика, Италија беше точен одговор. Точно. Но точно. Па точно е така. 300 евра за Ѓорго. И за рече, ама вие стварно тоа викам, вие сериозни бевте? Ја да знаев дека ви сериозно мислевте, ништо на старт ке ме пресече, ке рече. Ајде да завршиме тука и тоа е тоа. Честитки, супер. Одлични, на мој огромно задоволство, ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. Значи, останете ми вака расположени за игра, ќе треба уште еднаш да се појавите, барем уште еднаш во листа за 300. Ѓорго и Никола, со здравје да си ги трошите парите и едва чекам да видиме што ќе направите во следното издание на нашиот квиз. Драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на Листа за 300. Секако останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и чекайте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!